Поцрне оризот, се пеплоса, а ки либарен беше. Најубав можеби од цел свет. Белите дробови поцрнеа во чат. Не одлета гулап сив, туку детски живот млад. Се пеплоса белите полења, оган душата ја исуши. Нема пламен, само камен и ламја што голта. Жал што не ќе крикне. Пискот што ќе крикне, а не довикне. Нема човек рамен што ќе преболи, се ќе пребори, не ќе преболи. Ќе се мори, ни оризот не расте непотопен, а потопот во пламен се престори. Небото се отвори, подземја голтна, млади 59 животи. Никола Дуковски. Може би вие, млади души, мои врсници, постари луѓе 59, мене некогаш ќе ни простите, но веројатно сами никогаш нема како општество да си простиме за тоа што се доведовме во состојба во која што се доведовме, да не можеме да го спречиме она што се случи на трагичниот 16 март. Вечерва во За или против ќе се обидеме и верувам дека делумно ќе успееме да манифестираме одредена енергија, една насока како колективно да си помогнеме сите заедно, да излеземе полесно од колективната траума, од оваа трагедија, од гневот, од лутината, од тагата, од повлекувањето во себе што ни се случува и ќе ни се случува. Пред се ќе се обидеме да бидеме едукативниот, методолошкиот, црковниот, духовниот глас до сите на кои им е потребно вечерва, а и во сите емисии во идни на кои ќе следат, бидејќи Алфа не постои само за да прави политички анализи, туку Алфа е одзивот на гласот на народот и неговите потреби. Од мојата лева страна вечерва, ваша десна е презвитер или отец, како што ќе ви се обраќам вечерва, Бобан Митевски. Ви благодарам што собравте сила и сте вечерва тука. Благодарам на поканата. И онака како што доликува, би сакал да упатам сочувство до семејствата на загинатите, добар рај, царство небесно, Бог да ги прости, а исто така и една молитва утешителна и за нив, но и за сите оние кои што сега се пред предизвикот, нели, да го вратат здравието и се по болниците овде и ширум светот, Господ да им дава исцеление и да им дарува здравје. Од мојата десна, ваша лева, почитувани, е психологот и психотерапевт Розалија Секуловска. Ви благодарам, дојдовте директно од најцрните точки денеска во Македонија, Кочани, Чешиново, Блешево, Штип. Бевте доброволец кој што се пријави да биде присутен таму денеска, да се најде во моменти во кои секој од нас се нашол сигурно погребувајќи своји блиски, своји подалечни пријатели и така натаму. Меѓутоа, оваа денешна болка на цела држава, особено на овие места каде што вие бевте, е неспоредлива. Веднаш на почеток, како самата успевате со себе да се справите со сите тие емоции? Да, вие сте психолог и психотерапевт, не ви дозволив да дојдете до збор, но во суштина тоа е импресионивно, значи можеме да се справиме. Можеме многу работи. Благодарам прво за поканата. Можеме многу работи да направиме ако сакаме. Па потоа ако сакаме, ако го знаеме патот, или ако некој не научи, ни го каже патот, насоката, можеме многу работи ние луѓето да направиме и да не направиме, за жал. Да, не сакам многу да зборувам за тоа што, нели, бев таму, бев во улога, нели, да помогнам. Да, не ве ни прашувам каква беше, мислам, тоа е безцелно прашање, можеме само да сочувствуваме, а не да замислуваме и да предпоставуваме. Прашањето ми е самата како индивидуа успеавте да... Со целиот живот мој, како се носам и како се носам со животите на туѓите луѓе како психотерапевт. Јас вака велам, не е секој да биде психотерапевт, не е секој да биде земјоделец. Не може секој да биде се. Поентата е да го најдеме она за што не бива и во реде, затоа и постојат различни видови на професии.
Ние психотерапевтите работиме на себе. Можеби многу луѓе не знаат дека и ние имаме свој личен психотерапевт, тоа не значи дека одиме секогаш, туку во определени периоди од животот имаме свој психотерапевт каде што објективно работиме на своите проблеми, кои да се животни проблеми. Имаме супервизии, што значи дека после волку неколку средби кои што и ние ги правиме во Кочани и во останатите градови, нас ке ни треба психолошки дебрифинг, тоа значи дека и ние се полниме со болката, со тагата, со сета таа емоција тешка, која што може би тригерира кај нас некои процеси, може би не, едноставно останува кај нас, треба да излезе, убаво би било да излезе и тогаш имаме психолошки дебрифинг, односно работиме со психолози, психотерапевти кои што работат со нас, за да тоа го одделиме од нас. Кога јас не работам на себе или кога не учам нешто поврзано со психотерапијата, мислам дека се лекувам на тој начин што животот ми е многу едноставен. Не ме интересираат тугите животи, ме интересира книгата, ме интересира моето семејство, мојата керка, ме интересира да цртам, да пишувам, да готвам, да престојувам во природа. Едноставно ме интересира да бидам во контакт сама со себе. Ќе зборуваме за тоа како може да си помогне секој една индивидуа, особено оние најзасегнатите. Отец Бобан, како душата да најде мир во една ваква ситуација? Кога велам душата, нели, честа е таа реченица која знаеме да си ја кажеме на одредени верски најубави наши празници, спокој и мир во душата. Вистинската смисла на оваа реченица како да допре до една мајка која денеска го погребала своето дете. Еве како. Како таа да го најде мирот во душа? Сега едноставно треба да се остават луѓето да тагуваат и треба да се остават сето она кое што го доживуваат и го преживуваат, да го прават како еден составен дел со тоа што ние треба да повлијаеме и да им помогнеме нивниот живот да не се претвори во тоа. Да не се претвори во една постојана тага, во една постојана, би рекол, потрага по нешто кое што нема да го најде. Тоа ни е и буквално ни е представено, живо ни е представено и преку евангелските настани, преку она што ни го нуди црковното предание, таа свештена историја на христијанството. Ние знаеме за пророштвата што на Богородица и ги упатуваа околу нејзиниот син кој што требаше да биде распнат. И уште пред тоа да се случи, односно уште тој кога беше дете. И тогаш и кажа како меч ке ти го прободе твоето срце. И сето тоа Богородица го преживуваше од тој момент до моментот под крстот. Тогаш се оствари кулминацијата на сето тоа. И Богородица го преживуваше сето тоа, но живееше со надежта со која што треба сите ние да живееме. Христијаните и човекот е дете на надежта. И ние не смееме да направиме околу себе една бариера, да подигнеме ѕидини и да не дозволиме ниту на општеството, на поединците, па и на поширокото семејство да влегуваат и да ја споделуваат со нас таа тага и сето она кое што емотивно го преживуваме и го доживуваме во дадениот момент. Не смееме сега да бидеме да ги потиснуваме чувствата и така натаму, но мораме да ги контролираме. И на крајот на криштата сето ова треба да дојде во еден момент како кога човек ги разбркува околу себе облаците и бурата во која што се наоѓа и да излезе над атмосферата каде што сонцето грее. А тоа сонце за нас, според нас, е Бог. Значи сега односот со Бог е многу важен и односот со Бог кој што се негува преку молитвата и преку тоа заедничарење со Бога. Ние сега на овие луѓе им ја нудиме перспективата на есхатонот, перспективата на вечност, перспективата на Царството Небесно. Ние не велиме дека Бог е Бог на мртвите. Тоа никако. Туку Бог е Бог на живите. И затоа го нарекуваме Бог на Авраам, Исак и Јаков, а од денес и Бог на 59 мината и на сите оние жртви нели во минатото. И кога тој е Бог на живите, тогаш ние треба да го гаиме, да го негуваме, да го чувствуваме тој сооднос како со живи. Не како со оние кои што исчезнаа за секогаш,
туку како за оние кои што постојат од онаа страна на физичките закони. И ние во тоа веруваме. Верата ни помага во сето тоа. И тој односот, таа перцепција на есхатонот на вечноста е однос кој што во нас толку живо ќе го негува тоа чувство и ќе не потекнува на тој живот за повторната средба. Средбата со оние кои што се одделија нели од нас, и таа средба ние ја гледаме во она во кое што веруваме, а тоа е општото воскресение на сите упокоени, кога излегувајќи нели пред лицето на Бога, сите ќе се придружиме на таа заедница со Бога. Затоа ние сме децата на копнежот и децата на надежта, и според мене и за мене тоа е вистинскиот или првиот чекор со кој што треба да тргнеме. Споминавте неколку пати надежта, тука совршено се поклопува со една книга, со еден многу силен наслов која вие, Розалија, имате објавено, Моки на надежта или Моките на надежта, да не го сгрешам точниот наслов. Еве, ајде како да ја видат овие луѓе Моките на надежта. Лисно ние, нели, кога имаме еден континуиран живот, повеќе или помалку среден, со повеќе или помалку стресови на дневно ниво кои учиме да ги менаџираме. Меѓутоа ова е една прво индивидуална катастрофа, потоа и колективна. Како муките да ја видиме на надежта? Шнајдер е татко на надежта. Ние велиме дека нема ништо случајно во животот. Надежта како едно мое дело излезе токму кога јас го загубив мојот татко од рак на белите дробови. И тоа е интересно дека баш тогаш ја завршував, можеби сум кажувала, баш тогаш ја завршував книгата, а книгата се завршува со воведот. Нели, воведот на крај се пишува. И тоа беше некаде после полнок го пишував воведот, во воведот го спомнував татко ми. Кога го затворив лаптопот и си реков, а зошто јас пишувам во минато време? Па викам, тој е уште жив. Но татко ми беше во болница, последните терцијалните стадиуми од ракот на белите дробови. За да утре дента кога станав си реков, ќе отидам и ќе му кажам дека ја напишав книгата и ќе ја посветам за него. И така е. Книгата е посветена за него, за да му дадам надеж. Значи, тоа сакам да кажам колку одиме ние потребата да се бориме за живот. Значи, тоа е инстинкт, тоа е нешто вродено во нас. Природно, зашто зборува отецот дека. Точно. И реков, ќе отидам таман, ќе му кажам дека напишав книга за него и дека таа е Моки наречена надеж и со тоа ќе го исцелам, ќе му дадам мотивација. Сакам да кажам дека тогаш умот оди на сите страни за да најде лек, решение, да и каже не на загубата на смртта. Меѓутоа во 8 часот Сабале мајка ми се јави и ми кажа: Розалија, спреми се, вчера вечерта од болница се јавија, татко ти почина. И после си реков... Не успеавте да му кажете? Не. Но мојот мозок почна да прави имагинации, дека најверојатно на некој ниво, духовно, спиритуално, не знам какво, тој знае. Јас апсолутно верувам во тоа. Ја пак ќе речем, немаме докази, немаме мерни инструменти, меѓутоа јас сакам да верувам. По мене, по Шнајдер, таткото на надежта, кажува дека надежта е нешто што умира последно. Надежта е нешто што не движи. Ние луѓето ја имаме надежта. Тоа е таа борба, ете како синоним, борба за живот, борба за подобро утре, борба за преживување во оваа ситуација, да го надминеме сите ние ова што некој индивидуално, некој колективно го губи. И за да надежта се случува, потребно е да имаме 3 компоненти. А тоа е нешто на почетокот и спомнав. Цел. Значи, која е нашата цел на постоење? Многу луѓе забораваат која е целта. Не е целта да имам кола од 50.000 евра или не знам, ајде сега да не одам подлабоко. Да, целта е веројатно среќата, меѓутоа како ја дефинираме, тоа е исто така. Да, што е... Дали сме среќни, благодарни со тоа што моментално го имаме, здравието, воздухот, семејството, покривот на глава, како и да. Поколението, да. Затоа и ние на психотерапиите прашуваме што е за вас среќа.
затоа што сите различно дефинираме среќа или здравје или тие апстрактни поеми. Значи, за да се случува надежта, треба да постои цел. Кога постои цел, јасно дефинирана, операционализирана цел, потребно да има мотивација. Мотивацијата е движечката сила. Значи, ние да се стремиме да го реализираме тоа што за нас е цел. Меѓутоа, ако не го знаеме патот, како да стигнам јас до целта, тогаш целта нема да се случува. И најчесто ние, луѓето, знаеме да одиме по едните исти патишта, начини на решавање на проблемот, а постојат толку многу патишта. Тогаш потикнуваме на дивергентно размислување во повеќе насоки, дека до една цел, за да јас бидам срекна, постојат повеќе патишта, постојат повеќе начини. Не зборуваме за оние темните, макијавелистичките, по секоја цена, не. Зборуваме за оние белите, убавите патишта, меѓутоа, окей, во ред е да има падна мотивација, тоа и ние го кажуваме, затоа што ние не можеме постојано да сме мотивирани. Тогаш убаво да се повлечеме, да се одмориме, да ја преиспитаме целта. Дали тоа навистина е таа цел? Дали јас навистина сакам да ја постигнам целта? Можеби е премногу грандиозна за мене, можеби е премногу и реална. Можеби едноставно во моментот не е време и можност. Или пак можеби е за некои 10 години, па затоа и губам мотивација. Меѓутоа, ако навистина веруваме и ја посакуваме таа цел, ја расчлениме на подцели и се движиме кон целта, надежта ќе се случува. И токму затоа надежта умира последна. Со умирање на човекот, на човештвото, и тогаш се губи надежта. Многу една силна реченица ми остана и од овие ваши две први излагања, тоа е дека практично инстинктивно во нашата природа е да бидеме среќни, тоа и кога не сме свесни, дека се обидуваме преку гневот практично пак да стигнеме до една состојба на повисока вибрација или попозитивно размислување. И сега тука малку беше неопходно да влеземе можеби пофилозофски во пренесувањето на вечерашните пораки. Ајде сега малку да се обидеме на некое попрактично ниво, да ја спуштиме, ако е можно, дискусијата. Отец Бобан, од она кое што го дознав, ете, генерално во текот на денот, слушајќи ги повеќе колеги кои присуствуваа во Кочани, директно во допири со родителите и со браќата, сестричките и така натаму, постои една состојба на апсолутна збунетост, безизразност кај овие најблиските, а млади роднини, пак ќе речам браќа, сестри, другарчиња, најдобри и така натаму. Лесно е. Поразбирливо е ова сето што го зборувате за возрастни луѓе 40 и плюс, ако можам вака да си дозволам да ставам рамка, а за овие деца е потешко да се допре до нив. Како сега, еве со нив би можела црквата да помогне да излезат од безизлезната, шокантна состојба на свесно безсознание, или како да речем, тие не изразуваат емоции, многу од нив не плачат, не реагираат едноставно. Тука факт е дека технолошкиот развој и телефоните создаваат една самоизолација, можеби поголема, и себичноста се поттикнува наспроти колективниот и социјалниот живот. Меѓутоа, еве како да се допре до овие деца, како ним да им се помогне сега? Сега многу е важен диалогот. Зборам во практичен смисла, извинете што ве прекинувам. Дали треба, например, отец да дојде, да одржи едно фино, неколкукратно, неколку пати неделно предавање во училиштето, да се обиде да им ја доближи на поинаков начин? Да, секако. Значи, таа форма на диалошка форма, таа форма на диалог спроведена или спрактикувана во формите кои што ги нуди, нели, тој диалог. Дали тоа ќе биде во форма на предавање, дали ќе биде разговор, дали ќе биде прашања на кои што и не мора да има одговор, туку доволно е, нели, сите тие да се искажуваат, да ги искажуваат своите дилеми или она со кои што сега се соочуваат. И но исто така многу е важен и примерот кој што треба да се даде. И третото најважно е да се понуди љубовта. Љубовта преку состраданието, љубовта преку разбирањето, нели, кон нив и на нив, љубовта преку нежниот, добриот збор, љубовта преку молитвата, љубовта преку тоа да му кажеш ќе се молам на Господ за тебе, ќе се молам и за починатите. И сета таа една сеопшта грижа која што ние ја сведуваме на она кое што го нарекуваме љубов. Убаво кажа
гостинката дека надежта кога тогаш ќе заврши и навистина и ние така исповедаме. Свети апостол Павле вели сега со овие три работи: верата, надежта и љубовта, над сите нив е љубовта. Именно дека надежта ќе заврши кога ќе се остварат сите копнежи на надежта, но ќе продолжи да живее амбиентот на љубовта. И она е тоа кое што ние постојано треба да го нудиме, особено на младиот човек. Уште од семејството, училиштето, општеството, секаде, значи во секој аспект или пора на живење. Таа апатичност која што постои, значи таа отуѓеност од чувствителноста е всушност немањето на искуството со онаа љубов која што не се сведува само на емоции, туку се сведува нели и на сострадание, на особено учество мое во тешкотијата, предизвикот и искушението на другиот. Видете, човекот е создаден за заедница. Човекот не е создаден за индивидуализам. И затоа ние среќата ја разбираме само преку изразот, црковнословенскиот израз срешта, што значи средба. Среќа е да се сретнеш со ближниот и со Бога. И таа кохезија заедничка, сите ние на едното место со Бога, за нас е израз на врвната среќа. И таа перспектива ја нуди црквата, ја нуди во литургијата. Еден отец вели литургијата е оприсутнување на воскресението. А што е воскресението ако не престанок на смртта? Ние пееме за Великден: каде ти е аду бодилото, каде ти е смрт победата, Христос воскресна. На литургијата ние го оприсутнуваме тоа воскресение, затоа што литургијата во црквата не е разбрана како институција, туку како богочовечки организам каде што се сретнуваме сите ние, совршените и несовршените, грешните и праведните, болните и здравите. Сите ние сме исти и тие различности не ги гледаме и не разделуваат. И таа истост ја гледаме преку совршениот модел што ни се нуди, а тоа е моделот на Христос. И тука, преку оприснувањето на воскресението, ние го имаме линкот со небесната црква. И кога ме праша што ќе им кажеш на семејствата во моментот кога тие би биле подготвени да разговараат со свештеник, јас им кажав: вашите на небото, вие тука, а заедничкото остварување со нив, меѓу нив и вас е на литургијата, каде што и небесната црква, каде што вие 59 мина се членови и каде што земната црква од сите нас, нели, кои што членуваме во неа, сите се заедно, сите се нели на исто место. Колку ова да звучи фантастично, филозофски. Јас не говорам од фантазија и од филозофија. Јас говорам од опит. Јас говорам од она што го имам почувствувано, од она што го имам видено, од она што го имам допрено. А сето тоа Господ ни го возможува да го почувствуваме ако не можеме со мерните инструменти, со законите нели на физиката и на времето, можеме со законот и потенцијалот на срцето, со потенцијалот на умот. Затоа ние велиме: верата е совршеното знаење. Знаењето застанува онаму каде што се истрпуваат сите можности. Потоа настапува верата како посовршено знаење од знаењето. Затоа за младиот човек му ја нудиме перспективата на светотаинскиот живот, живењето во литургијата и со литургијата. Има ли млади кои доаѓаат? Да, има многу. И би рекол дека тие се млади многу поразлични од другите млади. Затоа што почнуваат низ младоста да го перцепираат животот со сета одговорност и зрелост со која што треба. Да, имаат падови, продолжуваат да паѓаат, но тоа не значи дека они се донесени тука на испит, туку се донесени да научат како да растат. И човекот некогаш сваќа и преку грешките, но она кое што ги чека е Господ со раширените раце да ги прегрне кога тие ќе ја сватат грешката и ќе речат: Оче, сгрешив. И гледајќи го тоа покаяние, ние ја нудиме таа перспектива, перспективата на себе испитувањето, перспективата на преумувањето, перспективата на менувањето. Контекстот во кој што наоѓаме, гледаме дека не е успешен, гледаме дека тој контекст, тој ум со кој што сега го голтаме овој живот, не голта нас. Мораме да се преумиме и мораме да се промениме. Да, ова е совршено исто
зборувате практично, но пристапот е различен, различно тоа на некој начин науката на различно верата го објаснува. И сега ова вртење кон себе си е една ситуација која нам исти во овие млади луѓе за кои зборуваше отецот, односно му го поставив прашањето, практично ќе биде многу тешко да се поттикне да ја разберат суштината на вртењето кон себе си, промената во себе си, преиспитувањето и така натаму. Неколку фази се предпоставувам, Розалија, во она што сега може да се очекува од овие најблискија млади луѓе околу, за жал, загинатите. Каков треба да биде пристапот? Зборуваме сега тука за локална заедница, сепак се тоа помали општини кои најдиректно ќе треба да се погрижат да им се овозможи психотерапевтска и психолошка помош. Што треба точно, најбрзо и навремено да се направи, еве, кои се чекорите? Сега тие деца веројатно нема ни во училиште да одат на почеток, но како и да е, мора да се... И кога треба да се почне да се работи ефективно? Касниме. Касниме со... Јас секогаш викам касниме доцна е со примарната превенција, сега одиме со терцијална. Кај нас откако нешто ќе се случи отпосле, интервенираме и отпосле кажуваме каде се психолозите, каде се психотерапевтите, каде се лекарите. Лекарите замина за подобро утре, ја напуштија државата. Психотерапевтите не се влезени во системот, мислам ако ја гледаме подлабоката слика. И сега, откако нели ќе се случат во нашата татковина многу некои лоши нешта, го бараме решението, а решението секогаш е тука пред нас и во нас. Кога зборуваше отецот и јас, многу работи од нашата теорија и од нашата пракса ги пронајдов во црквата, меѓутоа се изразуваме на различни јазици, може би некаде се разидуваме, но окей, сето тоа е, пак ќе речам, целта е иста. Добросостојбата на човекот и здравјето. Тоа е имено, тоа е и целта и на емисијава, да можеме некако да насочиме помошта како да се најде. Одиме по надежта дека не е доцна, иако теоретски е доцна. Меѓутоа, ајде да превенираме нешто што понатаму би можело да биде уште полошо. Младите во Кочани, во Облешово и така натаму, меѓутоа и младите во цела Македонија. Да. Ке се јави страв сега, не ми е сигурен животот, каде да излегувам, зошто таму да одам, можеби ќе падне кровот, можеби не знам што, едно веројатноста да повлекување се во себе. случуваат стравови, тага, безнадежност, очај, револт, бунт и сите тие негативни емоции кои што ги кажуваме. Иако се негативни, тоа се емоции. И тие се составен дел од нашиот живот. Не треба да не плашат? Не треба Еве да не како плашат. родители. Не треба да не плашат, не треба да ги потиснуваме, не треба родителите да кажуваат молчи, немој да плачеш. Не се љути, срамота е да се љутиш. Не е во ред да се љутиш. Значи, општеството ја санкционира емоцијата. Нашето воспитување, вреднување, кое што да речем од други земји ни е веќе одамна накалемено како треба и не треба. Треба онака како што биологијата на организмот кажува. Сите ние тагуваме на различен начин, со различен интензитет и со различно време траење. Фазите како што се нели шок, негација, пазарење со животот, понатаму прифаќање и депресија, очајот и тагата кои што ќе траат, кај некого ќе бидат одложени, затоа што некој не сака да прифати ова, дека се случило особено блиските, ова нема да сака да го прифатат. Значи, можно и да не постојат вака редоследно сите фази, туку можно и да дојде наглата промена. Можно е да бидат долго време во негација, да го одложат овој процес на тагување, за да после тоа, кога ќе влезат во процесот на тагување, да имаме една ситуација на посттравматско стресно расстройство. Не дека човекот тоа го избрал. Тоа е едноставно биологијата на организмот. Како може една мајка, еден татко, еден брат, сестра, вујко да прифати ова што се случило? Јас не сакам да го прифатам ова што се случило, а камоли некој што му е толку близок. Така да не постојат некои универзални правила, постојат некои одредници кои што не водат кон тоа.
Не е доцна, нели во духот на надежда, меѓутоа младите да побараат поддршка, помош, да зборуваат. Кога рече отецот, доволно е монолог, јас го сватив како монолог. Едноставно можеби нема да биде диалог, младиот ке зборува, возрастниот ке зборува, доволно е да се чуе, да ја чуе вербализацијата на неговата тага, лутина, да го чуе својот молк. Што е со овие деца, например, кои успеаат да преживеат, кои сведочеле, спасувале? Тоа се деца на траума. А и некои кои излегле, успеале во првите минута, две да излезат и потоа ќе дојдат во некоја состојба, не се вратив да помогнам, требаше и јас да умрам. Кајање. Или не знам, тоа се Грижа на совест. Да. Грижа на совест. Каде што во грижата на совест е комплексно чувство кое што во него има страв и срам. Страв и срам, зошто не отидов? Тука се моралните вредности. И во реде да има грижа на совест. Но еве родителот го слуша тоа и се шокира. Доволно е Едното само- дете го закопал, другото го слуша, например, еве хипотетички зборува. Во овие ситуации, еве јас ќе се надоврзам, така ми дојде некако, во овие ситуации ние го валидираме чувството. Во реде да се чувствуваш лут, гневен, да имаш грижа на совест. Меѓутоа едноставно така требало да биде. Едноставно така се случило, можеби има некоја поголема филозофија зашто тоа така се случило, не знаеме. Но биди благодарен и тоа што се случило во реде, го валидирам. За разлика каде што би му направиле секундарна траума или во овој случај веќе терцијална траума, немој така да се чувствуваш. Не треба така да се чувствуваш. Бутни го тоа, потисни го тоа во себе. Значи, кога детето, возрастниот човекот кажува, а ние му го негираме, не му го валидизираме, го маргинализираме, му кажуваме, немој да бидеш лут, немој да имаш грижа на совест, ние му ги гасиме сетилата. А честопати тоа и го правиме. Мислам, сведоци сме дека тоа цело општество го прави. И затоа сме оттуѓени од своите емоции, затоа многу млади, па и зрели луѓе не знаат да кажат на сеансите како се чувствуваш. Не знам, чудно, како? И кажува мисла, се чувствувам неубаво. Тоа не е чувство. Се чувствувам глупаво, тоа не е чувство, тоа е збор. Имаме емоции и чувства. Сакам да кажам, емоционалната интелигенција се учи. Да почувствувам што се случува во моето тело, да го вербализирам, дека тоа страв, тага, лутина, бес, што и да е, и да ја препознавам емоцијата и чувството во другиот и да знам да одговорам соодветно, адекватно, автентично на неговата лутина, тага, бес. Да кажавте еден клучен момент, тоа се учи. Се учи. Да. Зошто немаме свест дека треба да им го возможиме ова знаење на нашите деца еве како родители? Зошто немаме свест? Ова е искрена, ќе бидам, го дискутиравме со двајцата вас пред да влеземе во студио. Јас многу доцна почнав да работам на себе во оваа смисла за која што дискутираме вечерва, значи нема ни еве. Исто ќе бидам искрена, нема ни една цела година и фантастична промена забележувам и си велам зошто порано ова себе си не си го приуштив, зошто порано не научив како да се согледувам себе си, како да си помагам себе, а со тоа и на сите мои околу мене. Просто тоа е еден вид на енергија која зрачи позитивно кога ја доживувате промената и кога ја ви се гледа едноставно. Пак ќе речам да не филозофирам, ама еве ајде како итно некако да ја разбудиме таа свест кај секој еден од нас. Бидејќи на крајот на криштата не филозофираме вечерва, се обидуваме да направиме систем за државата да ни биде убава. А системот тоа сме ние, како индивидуи, јас, вие, вашите деца, вашите партнери, родители и така натаму. Значи, кога сите би можеле поинаку да погледнеме на работите, тогаш се би се менувало. Точно. Имаме пирамида на Абрахам Маслов, пирамида на потребите. Храна, вода, сон и понатаму се психолошките потреби. Само љубов, припадност, самоактуализација и така натаму. Јас мислам дека ова е базата, кога овие ќе се задоволат, одиме кон самоактуализација. Во реалниот, модерниот свет, јас би сакала и отецот да каже што мисли на тоа, дека пирамидата по мене е свртена наопаку. Јас можам да не спијам, јас можам да гладувам, јас можам да немам топлина и љубов, меѓутоа јас ќе успеам. Затоа немаме интересна
интересна насока која е за жал ја живееме и сите околу нас ги препознаваме дека ја живеат. Да, токму така, ние мораме да ставиме што побрзо, нели, ако не веќе не е доцна, но никогаш не е доцна, нели, за промени и да се обидеме да направиме нешто кое што ќе не сочува и кое што ќе не промени, а тоа е да направиме промена на она кое што се нарекува листа на нашите вредности. Она кое што го порачуваме и кое што им го нудиме, нели, на младите, прво преку личниот пример. Сите ќе се согласите дека честопати го слушаме тоа во семејството, да успееш во животот. Што значи да успееш во животот? Треба го дефинираш, нели, на тоа дете. Ако не, улицата ќе му го дефинира на својот начин, друштвото ќе му го дефинира на својот начин, социјалните мрежи ќе му го дефинираат на својот начин и обично се заграбуваме за она што е најлесно како успех, а каде што нема труд. Ние мораме да му внедриме на младиот човек дека од овој момент, од оваа прекршна точка, веќе мора да размислува дека не може повеќе вака и дека мора да ги менува своите вредности, своите интереси, начинот до кој што доаѓа, нели, со сето тоа, а начинот не може да го избегне трудот, не може да го избегне, како да кажам, она растење кое што треба да го има и образовно, и интелектуално, и емотивно, и би рекол во однос на принципите и началата и така натаму. Јас ќе им зборувам за тоа на младите кај мене, на верниците, и на младите па и на постарите, затоа што сепак каде е границата? На нас постарите можеби ни е повеќе потребно, и ние само извинете тука и на една констатација, како генерација која растеше на еден многу по-стандардизиран начин. Средна класа имаше тогаш, јас сум 81 година генерација. Не знам како да имаме поголеми вредносни системи, поамбициозна патека на чекорење, меѓутоа ни сурова, не газавме по лешеви. Јас и Розалија сме школски практично од Вираци Ривири Трена. Тоа е нашето основно училиште. И ете сме двете успешни. Среќавам деновиве многу мои блиски школски другари од средниот основно. Не постои промашен живот кај некој од нив, барем овие мнозинство што ги среќавам. Сегашните генерации се многу по несреќни, се самоизолирани, тие немаат цел. Многу брзо се решаваат на водење љубов или на сексуални односи, многу рано, не познавајќи го своето тело. Запаѓаат во некакви, во желбата да бидат среќни или да фатат момент на среќа, прават погрешни работи. Во нас е очигледно проблемот, бидејќи децата не можат сами по себе да се грешни. Или да се родат со... Затоа велам, вредносниот систем кој што го нудиме треба да биде оној кој што знаеме дека беше успешен. Кој што градеше генерации, кој што успехот го валоризира преку зрелоста, преку вистинските одлуки, кои што не значеа одлуки само за мене, туку и одлуки за тие што ќе дојдат после мене. Одговорност. Одговорност, да. И јас мислам дека тоа се случи затоа што човекот се стави како центар и мерило на се. Но не човекот како заедница, туку човекот како јас. И кога секој тргнува од себе, од својата потреба, да ја задоволи својата потреба, да го задоволи своето его, и така натаму, тогаш тој доаѓа во судир со сите кои што за него се непријатели. И тој тогаш ги употребува средствата кои што значат поништување на другиот или пак на оној принцип кој што нема да го задоволи во неговата желба, неговото его и така натаму. Знаете, ние сме бомбардирани со еден свет кој што ја мотивира славата, на пример. И кој што и сега младите луѓе гледаат и го гледаат успехот во, не знам, селебрити принципот, Инстаграм фигури и модели. Така. И сите се трудат да копират. Ние немаме веќе оригиналност. Да. Ние имаме само копирање. Ама по друга страна не им нудиме на младите можности. Каде се камповите? Каде е дружењето? Каде е планинирањето? Одењето по планина. Каде е возењето велосипеди? Значи, каде е дружбата? Средбата, тоа што го рековте. Срешта, тоа што го рековте. Каде е средбата? Значи, девастираноста на образовниот систем, каде што се мотивира успехот преку тоа ти да бидеш најдобриот. И сега гледајте Господ пак што ни праќа. Ако порано во
едно училиште имаше некое дете кое што за сите нас беше чудно, така ете сега ќе го опишам, нели? Денеска во еден клас имаме Минимум едно. па и повеќе. Така. И ние не се подготвуваме. Како? На тие деца да им одговориме, да им пристапиме, па го имаме детскиот мобинг. Па од мали се учиме да бидеме сурови и да бидеме нели крути. Никој не го разговара тоа дома, се поттикнува тоа дома и така натаму. Значи ние имаме многу да менуваме и ние имаме многу да се менуваме. И затоа тука сите мораме да придонесеме, и општеството, и државата, и институциите, и црквата, и семејствата, сите експерти. Но како се тргнува во сето тоа? Откако јас ќе се променам. Ние имаме една прекрасна мисла во црквата која вели: сакаш да шириш мир околу себе, треба да го стекнеш мирот во себе. Не може да продуцира мир некој што во себе не го стекнал мирот. Затоа велам дека треба прво ние да се смениме, да се преумиме. Ако ова не е поттик, јас од денес тргнувајќи од елементарните нешта, седнувам во автомобил и велам: чекај, каде е мојата одговорност? Толку млади животи изгубија. Јас можам да видам причината за губење на млад живот. Не смеам да поминам на црвено светло. Морам да го ставам појасот кога тргнувам да возам и така натаму. Значи од елементарните нешта треба да се вратиме и да ја развиеме свеста, а потоа да напредуваме кон она кое што ние го нарекуваме совршенство. Дај тука малку ќе скокнам неколку нива, она што ми текна во моментот е колку од нас знаат да морализираат овие денови за тоа како сме трула корупција, а секој од нас се јавил во болница за да договори побрза средба со лекар, секој од нас фатил врска, секој од нас, мислам, тука можеме само да се лажеме, нели? Да, не знам, еве да си го запише детето во градинка или да во пофина градинка, во подобра група, да му се падне на детето добра наставничка, поаѓам од себе и признавам. Значи, секој од нас не живее совршено, не коруптивно, за да ги очекува наметнатите проблеми од системот. Не оправдувам нели таа корупција која што можеби прави аномалија во системот, но можеби вам не ви одзема ништо. Не ја оправдувам, но самиот систем некако го остава просторот за таква корупција. Не зборувам за онаа корупција која што ги голта другите луѓе, која што ги гори другите луѓе, која што ги убива другите луѓе. Зборувам и за оваа корупција која што можеби не штети на другите луѓе, мене навистина ќе ми овозможи. Ама станува вредност во да станува вредност затоа што е реакција на немањето на систем за кој што не морам јас да фатам денеска врски за да извадам еден најобичен документ кој што треба да ми стигне на пошта дома. Сестра ми живее во Австралија, пасошот ти стигнува на пошта. А не ние чекавме редици за да можеме нели и да се сликаме и да извадиме документи и така натаму. Така што нам ни треба едно коренито менување, но тоа коренито менување мора да биде преку една општа согласност, вложување или мобилизирање на интелигенцијата, не само на политичкиот фактор, туку и на интелектуалниот фактор во ова општество, од лекари, психолози, духовници и така натаму и така натаму. Значи, апсолутно, сега човек едно тело кое што ќе продуцира идеи, начини и така натаму. Да. Сакам да ве прашам и обајцата, еве, Розалија, какви се најчистите проблеми со кои младите, еве, адолесценти, тинејџери ви се појавуваат се ваши клиенти? Да, баш тоа со отецот нешто почнавме надвор да дискутираме и доста се најдовме. Секакви проблеми. Ета кај помладата популација, кај адолесценцијата, проблеми во однос на емоционалната сфера, значи анксиозност, страв, панични напади. А тоа е извор на живење во иднината. Не во сегашноста, туку што ќе се случи утре. Ете го пак немањето на контакт сам со себе, со своите емоции. Точно. Со изместена слика за себе. Дали сум доволно убава, дали сум доволно слаба. Тука се зависностите, анорексија, булимија, коцка, хазардните игри, коцкањето, каде што јас викам зошто на тие врвни булевари, каде што има толкава движење, зошто се коцкарниците ставени, зошто немаме библиотеки, каде што таму за мене е мудроста во книгите, но од библиотеките очигледно немаме
не знам, некој не гледа добробит. Се јавуваат со проблеми на наркотични средства, зависности од наркотици. И кога ќе кажат дека вие не сте свесни колку ни се достапни, лесно достапни наркотичните средства. Тоа кажува За дека адолесценти зборуваме, леле. зборуваме за адолесценти. Значи тоа ни кажува дека системот не функционира. Системот има закони. Законите не се почитуваат. И јас искрено за прв пат гледам дека функционира сега по оваа трагедија. За прв пат и тоа е во исто време многу страшно, но и многу сум среќна. Се надевам дека вака и ќе заврши, дека комплетно ќе одговараат сите оние кои треба да се најдат за решетки заради ваквата трагедија и мора тоа темелно да почне како што и почне. Искрено се надевам дека ова ќе биде принцип на македонско живење, бидејќи никој здрав и рационален не верува дека може брзо да не се случат тие така наречени реформи, термин кој што веќе одвратен стана. Искрено, мора да се болни, мора да се темелни и ќе не болат. Факт е дека ќе не болат. Ако така се расте, растот и развојот е составен, во растот и развојот има болка. Може би ете, нели, и црквата на тоа ќе се надоврзе, дека животот е трновит. Значи не е мед и млеко. Меѓутоа, овие генерации и ние возрастните, сегашноста фрустрира. Системот фрустрира. Лесно достапност на парите во смисла брзи пари. Извртените вредности, моралните вредности. Ние не сме поднебија за такви извртени морални вредности. Да. Децата, младината, возрастните, сите се некако изгубени, сите некако брзаат. Во еден момент Искра спомнавте појасот сега или појасот да се стави. Јас денеска се вратив и попладне гледам тепачка на сред пешачки премин. И баш си викам, дали ова нешто допре до некого? Или пак само ова што се случува ќе биде уште една бура да излезат сите оние работи што сме ги потиснувале со години? Не сакам да звучам ригорозно. Меѓутоа, имаме модели на идентификација. Кога моделите на идентификација не ги гледаме, не сакаме да ги видиме, ги маргинализираме дека па да не се краде, да се љуби, да се сврти другиот образ, па тоа е глупост, нели? Јас сум тогаш за стварно санкции, за строг систем кој што ќе санкционира. Тоа ќе ми беше следното прашање, одлично. Она кое што ќе биде украдено, одземено, убиено, неќам како Хитлер да звучам. Не, но апсолутно тоа е начинот да се разбудиме. Ако Исус рекол, нели, како беше гаѓај го непријателот со леб, сврти го и другиот образ, јас мислам дека многу образи се свртени. Многу сме гаѓале со леб, меѓутоа веќе системот е со дупки како кашкавалот, веќе има дупки, веќе го нема кашкавалот, го нема системот. Јас сум систем, вие сте систем. Живееме во систем, живееме во подсистеми кои што градат еден систем. Глобалниот систем веќе се руши. Може би не сум за да се вратиме на оној стариот систем, затоа што имаме напредок во техника, технологија и така. Може би сум да се изгради некој пософистициран систем, меѓутоа систем каде што има морални вредности, систем во кој што законите и правилата се почитуваат, систем каде што доколку јас го прекршам законот и правилото, нема да се јавам кај пријателот кој што го знае пријателот на пријателот, за да ми се скине казната и за да не знам се пофалам за тоа што не снесувам јас санкција и демонстрирам моќ, тоест егоизам, тоест суета, туку ќе ја снесувам санкцијата како човек, затоа што секој човек е човек, без разлика на кој слој припаѓа. Затоа велам, ќе нудиме морални вредности, ќе имаме модели на идентификација, меѓутоа ќе имаме еднаков систем за сите. И да, тогаш правдата ќе излезе на виделина и ние луѓето знаеме да се плашиме од стравот, знае да биде толку добра двигателна сила, за жал. За жал. За жал. Имав друг план да ве праша, повелете. Да. Тоа е нели потребна фаза. Стравот е потребна фаза. Дури во почетоците на духовниот живот ние говориме за стравопочит. Значи од Бога.
И ние веќе на почетоците од духовниот живот го перцепираме Господ како со страв. Но тоа потоа преминува на едно поинакво ниво. Ако остане страв, тогаш е веќе нездрава духовност. Така што ова што го спомнавте, навистина е така и треба да биде така и треба да се трудиме да биде така, затоа што ако ние тоа многу добро го велиме, една рѓа на едно парче железо се прочистува само кога ќе помине низ оган. Само тогаш ќе блесне и само тогаш ќе светне. Од друга страна пак она кое што го кажа гостинката во насока на тоа дека црквата не учи на тоа едно смирение и трпение, но тоа се доблести кои што ни требаат во духовниот живот заради нас самите исто така многу важни, но црквата има едни други реченици. Вели не го фрлај бисерот пред свињите. Или пак вели ако ти сгреши братот твој, оди разговарај со него. Ако не, оди кажи им на двајца, тројца други. Ако не ги послушај нив, кажи и на црквата. Ако не ја послушај црквата, нека ти биде како странец. Така што, значи, и тука има до кога и до каде, затоа што што ако јас проти мене имам некој дека не го гледа бисерот како бисер? Јас ќе продолжам да му го давам, тој ќе продолжи да го злоупотребува и да го употребува за својата пропаст, а не ниту јас ќе го добијам потребниот бенефит, ниту тој ќе го добие потребниот бенефит. Затоа сето ова кое што го говориме во насока на тоа дека ние мораме да ја добиеме таа самосвест, да излеземе од светот на илузијата во која што живееме и постоиме. Ние постоиме во една илузија, ние идеализираме работи кои што а сето тоа е само мисло, така, да, буквално нема допир со реалноста, со секојдневието. Зошто не воведеме систем во кој што младите уште од средношколските времиња ќе се научат на работната навика? Ќе има задолжителна работна активност која што ќе биде спроведувана во целост и така натаму и така натаму. Волонтеристичка. Па така, тоа го кажав утрово кога бев на една емисија, кога бев во сат на едно студиско патување меѓу други верски заедници, волонтеризмот е света работа. Кај нас никаде го нема. Кај нас е губење на време. Така е, но таму како научиле да го валоризираат. Еве и во Ирска исто така имаме колешка која што има свои многу блиски роднини и они имаат буквално еднаш околу празниците големи, една недела задачи да прават добри дела и хумани да помагаат на постари луѓе, не знам, животната и околина да се исчисти, екоакции, на дечиња со посебни потреби, нивни другарчиња да се најдат, значи задолжително да учествуваат во ова. Кога сме кај стравот, сакав друга да ве прашам, меѓутоа за стравот остануваме малку, зошто бидејќи кога дискутиравме пред да влеземе во студио, рековте дека младите кои ви се обраќаат, со кои разговарате, кои ви се исповедаат, зборуваат најмногу можеби или така ве разбрав за стравот. Исплашени се од неизвестноста, од перспективата. Да, тој страв не го согледуваме само на таа неизвестност, и тоа незнаење што со мене самиот и што утре. Затоа што веројатно светот во кој што живеат, окружувањето е толку монолитен и монотон, што не продуцира нешто и таа монотонија го изморува младиот човек кој што сака да излезе, да се искаже своите афинитети, своите потенцијали, да им најде простор каде да ги оствари. Од друга страна го имаме стравот од тоа да ја признае својата грешка, да се покае, да ја согледа, да сгрешив, добро, што сега понатам. Стравот од смртта, особено е присутен. Јас не велам дека ние треба да ја разбираме смртта како да ја посакуваме, туку во смисла на тоа дека е составен дел од нашиот живот и дека сите ние неминовно еден ден ќе се упокоиме на овој или на оној начин. Потоа стравот од она што се нарекува неизвестност. Кога јас не знам што може утре да ми се случи, страв за моето здравје, многу млади доаѓаат со тоа, страв за здравјето, дали утре ќе се разболам. Но сето тоа е производ на тој свет кој што е само свет, во кој што човекот, односно младиот човек, и општо и возрастните луѓе се само изолираат и живеат во тој свет. Живеам во населба каде што има еден куп паркови. Многу малку луѓе гледам преку викенд, сабота, недела. Семејства кои што би ги пружиле своите кебиња, би седнале, би разговарале, би се дружеле, тука би го испиле утрото кафето и така натаму. Значи,
Зошто тоа не се случува? Каде што ќе игра топката, значи го немаме тој динамизам, тој творечки динамизам кој што треба да биде. Да. Ја немаме средбата, јас пак тоа ми остана во меморија, Фокусот. во фокус, средба, среќа, Срешта. срешта. Еве видете за Великден, Божик, Бадник, нашите големи празници, каде што ние се собираме, семејството, Па и за поблиско. ифтарите и Рамазан Бајрам, апсолутно тоа се тие големи. Точно, каде што што правиме ние за поголемите празници? Одиме во соседните држави. Одиме на продолжен викенд. Во ред, меѓутоа баш се тие за средба, да се сретнеме, да се споиме, да искомуницираме со родителите, со бабите, со дедите, со дедовците, меѓутоа се некако како да тоа не е приоритет, тоа не е битно. Ги нема веќе средбите, ги нема собирањата со семејството. Ете таа една вредност. Губење. Но и квалитетот на тие собирање мора да биде на нивото. Не смее да продуцира агресија, лоши примери, Нетрпение. нетрпение, така натаму, осуди, пројави на егоизам, колку јас ги знам сите работи, сега ќе објаснувам за... Значи, едноставно луѓето треба да научат да бидат смирени и да говорат од срце. Но не она со кој што е преполно нивното срце, туку согледувајќи што е потребно за оној кој што е спроти мене, па и дури да побарам од неговото искуство. Треба да се подпираме еден на друг, треба да се доверуваме еден. Но мислам дека исклучително важна беше оваа емисија и верувам дека многу повеќе ни се потребни вакви анализи во периодот што следи. Секако дека ги следиме и другите актуелности, меѓутоа сметам дека ова е ништо што ние повеќе од неопходно. Имаме време за само уште едно прашање, тоа сакам до двајцата да го адресираме. Ве, Розалија, зборувавме пред да влеземе непосредно на тема контролата на родителите врз децата, бидејќи и тоа се морализира изминатите денови од кога се случи трагедијата, зарем не знае родителите дека децава им се до 3 саат во дискотека која е се само не е се што може да се дефинира со субстандарден услов е таа куќа. Ајде, ева, не знам, дали да го поставам прашањето каде грешиме, дали да го поставам прашањето а што ако ни ги пуштиме, мислам, треба ли да им забраниме? Ева, ајде. Не можеме да Во секој мериме. случај, како контролава да ја дефинираме во денешно време. Се зборуваме дека треба да ги оставиме да бидат слободни во изразувањето на емоциите, да да растат. прават тоа што ги прави среќни. Меѓутоа, па тоа може да излезе надвор од рамките кои ни тие не се свесни дека може штета да им донесе. Умешноста на животот и на воспитувањето и на сето оно што животот носи со себе е балансот, рамнотежата. Значи да не одиме во екстремности. Во однос на контролата, не да го контролираме детето каде си, до каде си, зашто си, со кого си, јави се, каде беше, доцниш и така натаму. Но не и до степен, а не ме интересира, или пак знам, јас му верувам. Во ред, верувај му, меѓутоа провери го своето дете и така натаму. Значи, овие два екстрема се катастрофа. Ова е војнички стил, каде си, зашто си, Врати се до тогаш. врати се, да, тој ќе создаде успешни луѓе, меѓутоа тие луѓе понатаму ќе имаат искривена слика за себе, ниско себе почитување, иако може да бидат многу успешни, меѓутоа нешто ќе недостасува. А овие ваму кои што родителот е незаинтересиран и го пушта, го остава да прави, веројатноста да отидат по деликвентни води, да настрадаат, да се случат неубави работи е многу поголема. Баланс. Родителите не се криви. Колку може денешниот современ родител кој што е растргнат да печали затоа што мора да печали, да спечали за еден достоен живот, колку тој е функционален и свесен да седне квалитетно, како што рече отецот, не само да седи, туку квалитетно да зборува, да слуша со своето дете, да поминува време, затоа што тогаш детето ќе создаде доверба која што требала да се создаде во првите 5-6 години од животот, не да ја создаваме сега на 20 години. Затоа знаат да кажат каде беше ти мајко, татко на 5 години, на 10 години, не сега на 30 години, тоа е тој револт. Да, они се совршено паметни. Многу се И наши паметни. огледала. Многу, да, они се најдобрите огледала на родителите. Значи, што беше прашањето?
Апсолутна контрола е илузија. Кога рече отецот, децата стравуваат, адолесцентите, што ќе ми се случи утре. Тоа е потребата за контрола. Сите ние некако како да одиме во потреба да контролираме, тоа е страв. Нема контрола. Контролата е илузија. Во однос на надзор, воспитување, тоа е постојано. Не до степен да го загушиме детето, да ја изгуби својата слобода, говор, молк, креативност и така натаму. Баланс. Значи, за ова може да се зборува, јас можам 5 сати за ова да зборувам, дека да, ќотекот не излегол од рајот. Застрашувањето на децата во воспитувањето, за мене тоа е треба да се санкционира возрастниот. Па потоа ќе го лекуваме детето од стравот што сме му го направиле. Модел пример, зборување, топлина, доверба, но кога системот таму надвор ќе функционира, јас ќе бидам родител кој што ќе се опушти, ќе знам дека моето дете нема лесно да дојде до дрога, нема да му падне покрив кој што е направен од не знам што, каде што ќе мора да се врати по возрастната граница до толку и толку, затоа што ќе се затворат вратите на дискотеката, клубот, тогаш сите ќе бидеме многу поспокојни. Тука само пред да му дадам можност на отецот и нели завршуваме, да соопштам дека е приведен поранишниот градоначалник на Кочани Ратко Димитровски. И она што е најново е дека во тек е акција на полициски екипи по наредба на основното јавно обвинителство Кочани, а во врска со постапката за пожарот во клубот Пулс, акцијата за приведување лица за кои постои сомнение за инволвираност ќе трае во текот на ноќта и повеќе информации обвинителството ќе соопшти по завршување на акцијата во текот на утрешниот ден. Значи, ова се два нови моменти за кои деталите ќе ги слушнете во практично во вестите во 20:15. Извинете за паузите, но се обидувам да не испуштам ништо. Ова е токму искра во моментот сега што го кажувам, кога јас ќе знам дека системот се грижи за мене. Ова е тоа. Системот работи. Додека јас зборувам тука со вас, системот работи, се грижи за мене, тој се грижи за моето поколение, се грижи за колективот. Јас ќе бидам безбедна, јас немам потреба од контрола, јас нема да бидам толку контролирачки настроена кон детето, затоа што знам дека и системот се грижи за поколението. Ето тоа е тоа сега што се случува. Отец, контролата треба да биде каква? Па, како што кажа Розалија, значи буквално треба да биде балансирана. И ние тоа го учиме. Знаете, има едно совршена лекција која што ни ја дава црквата кога ни кажува дека човекот е создаден со слободна волја да прави избори и дека Господ не е некој лош, стар, строг дедо кој што суди. Да, кој што суди и кој што го држи камшикот, туку напротив кој што чека со отворени раце. Ние да се поправиме и да се преумиме. И слободата која што ни ја дал дури до аспектот да му кажеме и не на Господ. Не постои за мене, јас те отфрлам. Но сето тоа значи да ги чувствуваме, живееме и врз нас да се извршуваат последиците на таквиот избор, на овој или на оној избор. Значи, слободната волја постои, но слободната волја треба да ја насочиме, треба да ги дадеме нели оние рамки во кои што таа ќе се оствари совршено како она кој што е потенцијал на нашето битие, а тоа е потенцијалот на богообразноста. Сега, ете да не филозофирам многу. Не, ве разбирам. Или, значи, Бог ни ја даде слободата, слободоволно да го избереме, прифатиме, оној дар кој што ни се даде, а тоа е дарот на совршенството според нашата мера. Затоа ние велиме дека во нашите избори е така. Човекот мора да научи да избира, ама да избира вистински и да избира правилно. И тука е многу важно семејството, но семејството не во кое што само едниот родител ќе се труди, туку двајцата родители ќе се трудат. Затоа е многу важен и машкиот и женскиот аспект во едно семејство. Сега што е тука следниот начин? Ако родителот укажува на тоа, гледај каде оди, знам дека таму каде што оди не е тоа место кое што ги исполнува условите и може да испроducира нешто и така натаму, тоа го знаеме тогаш родителите кои што живееме на таа улица. Зар никогаш не разговараме, чекај, кај идат нашиве деца? Зошто им допуштаме на нашиве деца? Па тогаш ќе се собереме. Таа улица, следната улица, малото, па ќе отидеме при институцијата, па ќе отидеме ако треба
И пред тоа каде што тие деца се собирате, не мора да е дискотека, кафич, нека биде во паркот каде што прават разни девијации, па некогаш и ќе ги наблюдуваме дали ги кршат фенерите од кантите за отпадоци, клупите и така натаму. Па ќе седнеме со нив и ќе разговараме. Зошто е оваа агресија? Од каде е оваа агресија? Од што не сте задоволни? И онак кој што го каже, нели, психотерапевтот, многу важен сегмент. А кој што ние денеска го немаме и го заборавивме, тоа е диалогот. Диалогот, зборувањето. Ама сум го зборувал тоа. Што значи си го зборувал тоа? 100 пати ќе го зборуваш и 100 пати по 100 пати. За колку го правиш тоа? Така. Целта е многу повозвишена од тоа дека ти ќе се уморуваш. Навистина животот уморува, трката по животот уморува. Но јас тоа сум го почувствувал по себе. Ќе се вратам и детето ќе ми рече: тато, ајде да си играме. Леле, тато, не можам, сега изморен сум. Кога ќе го направам изборот да си поиграм 5 минути, 10 минути, моето дете е задоволно и јас веќе не сум изморен. Да. А тоа се задоволи со 5 и со 10 минути. Затоа направете го изморот, пожртвувајте се, потиснете ги границите на можноста. Затоа што не завршуваат. Излезете од комфорт тука, од комфорт зоната излезете. Пак е тоа тој егоизам и таа нели Ти си себичност. уморен да се одмориш. Ете така. А во суштина многу убави пораки, а мислам дека во целата тага сме барем конструктивни и едукативни. Мораме да шириме оптимизам. Така. Имено тоа е на крајот на криштата и нешто кон што се стремиме. Оптимизмот не носи кон лична среќа и колективна среќа и можна е, ако се потрудиме, прво да им помогнеме на овие луѓе на кои им треба, а потоа и сите од себе да си почнеме да функционираме. Розалија Секуловска, психолог и психотерапевт, ви благодарам што бевте вечерва дел од Заели против. Отец Бобан Митевски исто така ви благодарам за чест. За крај, секако дека душите на нашите деца и повозрастни кои трагично загинаа заслужуваат молк едноминутен, молк заради тоа што да помислиме дека од нив можеби од оваа трагедија почнува да се коригира овој наш систем и веќе никогаш, дај Боже, да не почувствуваме вакво нешто. Мир и спокој посакувам за семејствата на загинатите. Алфа останува да биде помош, да биде форма на едукација и ширење на знаење, техники и методи како можеме да си го подобриме општеството, како можеме да имаме подобра држава, посреќна држава, посреќни луѓе. Ќе прочитам за крај уште една порака. Онаа првата со која што влеговме е Никола Дуковски. Ова се мои пријатели и реченици напишани на социјалните мрежи, од кои покрај целото морализирање, безобразлук и гнасоти кои имавме прилика да ги читаме сите овие денови, излегуваат и вистински зборови, излегуваат и искрени чувства. Билјана Дуковска е ова: тагата не е поетична како во книгите. Не секогаш тоа се солзи, некогаш е крик, некогаш е молк, некогаш е бегство преку потиснување, некогаш е непризнавање, некогаш занемарување, некогаш инфериорност. Има разни облици и разни изрази. Некои се само без осет, совест и срам, некои се лешинари, некои се нелогија, некои само не име гајле. Не им фаќајте кусур на тие што не тагуваат како вас. Игнорирајте ги тие што не се во рамки на вашето нормално. Фокусирајте се на вас и вашите. Гушнете се, поддржете, помогнете, бидете со нив. И не заборавајте, емоција не е срамота, а пашлукот е да бидеме луѓе. Минута молк.